Дали последниве случувања покажуваат дека радикалниот ислам е се уште присутен помеѓу нас? Секако, радикализацијата и насилниот екстремизам се реални, често присутни појави и кај нас. Меѓутоа сметам дека генерално фокусот треба пред се да биде на начините на тоа кои лица најчесто се и како се индоктринираат, како се радикализираат и како се регрутираат. Токму екстремистичките групи и нивните мрежи кои што најчесто промовираат насилен екстремизам користат методи за стекнување, односно регрутирање на други лица за исполнување на нивната кауза. И тука најчесто се приврзаници кои што се стекнуваат како резултат на одредена индивидуална перцепција за неправда и потреба за исполнување на некаква форма во однос на социокултурни потреби кои што се поврзани со прашањата на идентитет. Тие бараат суштина, но сепак во форма на идеологија ја добиваат и таа е наменски продуцирана од страна на екстремистичките и терористичките групи. Може ли само кратко како земјава да се заштити од ваквите луѓе? Сметам дека и нашата држава Република Северна Македонија во борбата против ова зло треба да пристапи со високо ниво на предпазливост и превентивно действување. Пред се, како што кажав, неопходна е постојана размена на информации и заедничко делување на сите засегнати страни, бидејќи тероризмот не познава граници, не познава вера, националност и слично. И сметам дека и нашата држава, како и останатите, иако ги имаат усвоено мерките за спроведување и казнување на странските борци, сепак репресијата и казната не секогаш се поистоветуваат со свеста и покаянието и таквите мерки може да на некаков начин и дадат негативни резултати. За таа цел е потребно да биде вклучено целото општество, каде што ќе може да помогне во однос на подигнување на свеста, изголемување на свеста за опасноста од радикализација во заедницата, но и да се изградат внатрешни капацитети за нејзино спротивставување. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам за поканата и можноста.